Почитувани, последниве неколку седмици навистина се актуелни уписите во средно училиште. Нашите полуматуранти добиваат идеи каде би го продолжиле своето средно образование, а на оваа тема и на она што тие може да стекнат како понатамошна своја наобразба ќе зборуваме и во оваа емисија, но поводот е сосема друг. Со мене се две професорки од средното училиште Никола Карев во Струмица, а првичниот повод зашто се овде во студиото е модниот настан Креативен ден 2023 што се одржа во Битола и на кој има свој представништво со свој модел, со своја креација. Токму затоа ги повикавме да видиме што се случуваше во Битола и како тие си помина. Добре дојдовте, велам, за Катерина Хаджикотарова и за Маргарета Спасов. Добро најдовме, благодариме на поканата. Драго ми е што ја прифативте поканата да позборуваме за она што се случуваше минатиот викенд во Битола. Имено погледнавме една прекрасна креација, многу впечатлива, многу раскошна и ја носеше познатата уметница Ана Филев. Пред се би сакала да ми кажете по неколку зборови за идејата зошто оваа креација, како ја осмисливте и можеби дали според Ана ја креиравте или пак Ана се најде како соодветен модел да ја носи? Така, првичната инспирација за моделот, односно за фустанот, ни ја кажа темата од Битола, рекоа дека мора моделот да биде црно-бел. И тоа беше првиот чекор на размислување што може да изработиме црно-бел, нели се може да се изработи црно-бело, меѓутоа сакавме да биде нешто така поуникатно, нешто повпечатливо, нешто по екстравагантно да кажам, и случајно со колешката додека разговаравме така што ќе правиме, како ќе правиме, ни летна на пеперутка пред нас и рековме тоа е тоа. Значи пеперутката беше бела и рековме ќе ја, нели, да украсиме, ќе ја доработиме, така ја нацртавме скицата и потоа следен чекор беше да го избереме моделот, бидејќи требаше да биде позната личност која што ќе знае, фактички е позната во градот, ја знаат сите и така ја... Соодветно ви дојде идејата на Ана скоро. Како реагираше Ана кога ја контактиравте? Вака, сега Ана ми е многу добра пријателка и ќе ја поздравам, во прилика ја користам да поздравам. Се представи како прекрасен модел, значи во секој поглед, таа прекрасно изгледа, ама и улогата, го носеше моделот на вистина. Улогата феноменално си ја имаше, се представи, мислам, феномена во прекрасно светло. Во прв момент нели требаше пак да објасниме што и како е, ама секако со возбуда го прифати одма ја прифати понудата и го надополни. Морам да истакнам дека и самиот модел го надополни со нејзин накид, бидејќи нели таа изработува накид, да. И ни беше битно, значи личност беше потенцирано, личност која што е позната во својата бранша, која што е професионалец нели во својата струка и така како идеја, мислам, баш идеален избор, мислам дека беше. Беше ли тешко? Сега, Маргарета, вие сте ликовен уметник, а Катерина е дизајнер. И сега спојот е неверојатен кога имаме прашање на професионалност и на искуство, меѓутоа децата. Како ги избравте кој ќе учествува, од кој ќе биде она што една ученичка имаше со вас? Повеќе ученици учествува во целата креација или врз неја беше сконцентрирано? Да, врз неја беше сконцентрирано. Така ни рекоа, значи наставот им беше така замислен, така организиран да има еден ученик да биде. Еден ученик, да, моден дизајнер, професор и позната личност. Пеперугата беше елегантна и смирена, но навистина привлекуваше внимание со таа целата екстравагантност која што ја дава тоа крило. Беше ли тешко да се изработи? Затоа што претпоставувам имаше потреба од многу време, многу труд, везење, па можеби и жици за да застане во таа или како, што користевте? Така, нешто кога се сака, нели никогаш не е тешко, туку се работи со задоволство. И со задоволство се изработи целиот тој модел, се е рачно везено и со помош на професорката по ликовно има и цртано по самата пеперутка.
Инаку е изработена, значи не користевме жици, туку користевме градежен материјал, мрежа, Добро. за да може пак да го добие тој волумен. Така. Да стои. Да стои, да да, фиксирано, да. да може и да ја добиеме ова некоја 3D форма, Така. која што ја имавме замислена. Така. Ана беше вистинска пеперога во движење, која што не лета, но оди. Предпоставувам дека добивте силни овации, да не речам, или комплименти, заради тоа што ми се виде како една од повпечатливите креации таму. Како се представивте? Може би бевте баш оние кои што ги привлекоа сите погледи. Па вака сега нема да бидам скромна и ќе кажам дека да, кога последно излезе од просторијата во која што се спремавме, и буквално сите погледи беа вперени кон неа и многу од колешките дојдоа, прашуваа како е изработено, на кој начин е изработено, кога видоа дека се е рачна работа, беа фасцинирани од тоа и Ана едноставно, да, како што кажа и ти, значи ја износи креацијата многу убаво, и стоеше и прилегаше и таа самата велеше дека се чувствува многу убаво додека го носи овој модел. Така. Јас во тој период во публиката бев. Значи можете од оваа страна да кажете коментарите воздишки. Од другата страна, да. Мислам очигледно беше дека стварно погодок беше моделот, значи од целосно од реакциите на публиката. Како се чувствувавте? Како тим кој што стои пред една ваква креација? Па чувството беше не знам, мене вредеше целиот труд што го вредеше. До последен момент, да, вредеше секој труд што беше вложен, времето кое што беше, значи можам да кажам дека скоро 3 недели од 8 до 10 часа се работеше фустанот рачно. Така, верувам. Да. И се исплати, баш се исплати целиот труд. Целата ревија, значи целиот тој амбиент, офицерскиот дом во Битола е стварно една зграда што е прекрасна, значи како историски објект, ами внатрешно сега реновирано, нели внатрешно. Јас малце може емотивна на таа на таа тема сум, ама не без разлика, значи кој да дојди, не може равнодушен да, затоа што е стварно една сала идеална за таков настан и целосно, значи целиот концепт беше прекрасно направен. Исто така многу битен момент беше што прво професионалци си имаше во организацијата, покрај тоа училиштето исто од Битола, така и Даскал, кој е пак стручно училиште, и нивниот труд, нели, работа беше целосно професионално, значи како на некоја гала вечер, како на некој ред карпет, да си баш буквално од светски рамки, целото беше така. Ајде да објасниме за каков настан станува збор. Затоа што ние прочитавме Креативен ден 2023, меѓутоа, што значи овој креативен ден за битолчани и колку време се гради еден таков настан? Тоа настан е одржан, почнат уствари уште од минатата година, од страна на таму училиштето Таки Даскалот, Весна Божиловска и Ема Куќа, мислам. Ема Куќа, да, и таа е професор, исто дизајнер е. Така, и зборувајќи со Весна, рече дека лани се одржал првиот таков настан, меѓутоа оваа година самата таа каже дека сака да излезат малку по надвор од рамките, да, и мислам дека и таа беше доста задоволна од Да, Весна Божиловиќ, мислам беше. Како дојдоа контактите да ве поканат вас на ваков настан, затоа што има многу стручни училишта во земјава, но само 4 биле присутни. Така, па со оглед на тоа што нашето училиште едно е многу активно, друго имам и наша колешка која е струмичанка во Битола, мажена и работи таму. Ама мислам дека тука пресудниот момент беше што тие соработки со текстилен кластер, со активностите кои што ние ги имаме и слично како целосно како актив, затоа што ова може беше, нели, најмногу на катет првично проект, нели, во однос на изведба на сите тие работи, логистика друга и слично, но ние буквално како актив функционираме, нема поделба пример. Може, нели, јас сум пример конкретно на нештото креаторот, ама никогаш не сум самоставен. Така. Значи буквално целосно се работи со тим има и резултати. Значи немам збор тука и од страна на директор и претходниот директор кој што беше, значи и сега, па сегашниот директор дури и физички за секој едно нешто ми помага, затоа што да биде присутен. Затоа што е стварно доста стручен и во нашата струка, во нашата област без разлика што нема матична професија. Така. И кога ги видовте креациите на различни училишта, на различни тимови, што сваќате?
колку се работи во стручните училишта? Какви се професионалци, но и креативци има вклучено, ве мотивираа ли? Добивте ли, не знам, некои нови идеи и за настани, и за нови, не знам, проекти што може да се прават? Поврзување може би поинаку сте имале ли до сега такви искуства? Вака, прво што ни рекоја, а вие во Струмица ќе организирате ли нешто такво? Значи тоа е еден така добар. Така еден ви ја фрлија, да речеме, ракавицата, предизвикот е даден. Баш е предизвик интересен многу, што зошто не би бил во иднина, значи немаме никаков проблем. Ви се допадна ли некоја изработка, посебно кај тебе, ти си дизајнер, што би издвоила? Нешто? Освен тоа што и ве Струмица да, би погодок? издвоила уште, имаше една креација на, како се викаше дизајнерката? Моделот беше Анета Шијаковска. На Анета Шијаковска од Битола. Мислам дека професорките од училиштето Битолско беа. Да, не знам точно. И тој модел би го издвоил како така по на училиштето домаќин, значи. Вие И правите, може би не идентични настани, се разбира, нели тоа си е настан сам за себе, меѓутоа ние имавме модна ревија на кој што основците носеа дел од моделите кои што беа представени на присутните во Дом на Арама, со цел да се избере најсоодветна униформа за секој од основните училишта. Кажете ми колку време работевте на овие модели, беше ли тешко да се осмислат и која беше водилката, затоа што видовме и навистина креативни, поразлични од она што сме навикнати да го гледаме како училишна униформа изминатите години? Така да, водилката е нашата колешка Милица Поповска, заедно со нашиот директор Зоран Петков. Да, се работеше 4-5 месеци, може би, околу ово осмислување. Колку модели имавте представено? На ревијата имаше 40 модели во различни бои, да. Имавме и доста скици, мислам, нацртано, доста цртежи кои што беа представени на општината, па да може од нешто да се тргне. Да се тргне, да. И какви беа реакциите? Дечињата ги носеа, беа интересни. Дечињата беа пресрекни. Дали веќе имат забележано некои од моделите кои што сакаат да се доработуваат и да ги имаме ли примероците кои што ќе бидат еве од септември, да речеме, униформа на првачињата? Да, сите се фотографирани, ете пак колешката Милица ќе спомни, значи и фотографии испрати. Мислам дека и на самата ревија веќе некои училишта има одбрано, бидејќи секој детенце беше со бројче и се знаеше која комбинација, кој број. Мислам дека на самата ревија веќе имаше одбрано кој училиште кој модел го сака. Неколку училишта мислам дека одбројано. Многу сте активни последниот период. Јас ќе се навратам само на неколку настани кои што ми текнуваат, а вие ме дополнете. Шиете секоја година, знам дека шиете карневалската маска за вашето училиште. Так. Но минатата година се шиеше и за основното училиште за второодделенците кои што беа минатата година од Видое Подгорец. Понатаму правите хуманитарни акции, се шиеше постелнина за општата болница. Многу настани, а не толку многу ученици сепак, нели 30-те, не знам колку ученици имате во колку паралелки. Тоа значи дека постојано сте со нешто ангажирани? Постојано, да. Постојано. Значи, тоа ни се работи кои што ги изработуваме за време на практичната настава која што имаме во училиштето. И таму сите, значи, деца од 1 до 4 година за време на таа практична настава изработуваат сите тие моменти, сите тие модели, сите тие ги мотивирали децата тоа што имаат некаква цел. Покрај редовните задачи, да, посебно ги мотивира, бидејќи кога ќе кажеме сега за Црвен крст нешто, пример имат некаква акција, потреба некој, нели најмали обични предмети што може да се продадат, да кажеме така, од хуманитарен карактер, најелементарно, и децата да се срекни нормално затоа што не знам, во самата природа нас сигурно ние да помогнеме, нели, човечки е и тоа мислам дека дополнителен мотив им е. Да. А сега е време на уписи, децата веќе може да ги поднесуваат електронските пријави. Ајде да објаснеме кои профили им се во однос на, нели, на текстилната струка на располагање, колку ученици може да се запишат. Имаме два профила, тоа се техничар за моделирање на облека и техничар за дизајн на облека. Две паралелки по, мислам дека 25 ученика.
Каков е Колку интересот 50? изминативе години? Задоволни ли сте? Затоа што со оглед дека не би рекла дека е многу нова, но сепак е оваа струка техничар за дизајн на облека малку понова од моделирањето на облека, па еве дали привлекува дополнителен број на Привлекуваат и ученици? двете паралелки се не Не скроз може да со полни, 25, ама со 20 20 на ученика, така. пример, прва година. Така, да. имаме- Задоволни сте од Да. одзивот? Да, задоволни сме и од Дефинитивно. лани имаше доста ученици, полани. Да, Се ние надеваме дека зачинуваме и оваа година повторно ќе има Да. ученици, бидејќи сепак се работи за една креативна струка, Така. за струка што може било каде да ја работат, па дури и за самите себе. Тоа е како еден вид занат, утре да знаат да си сошијат нешто за самите. Апсолутно. Апсолутно. Иако имат, значи со таа струка буквално отворени им се вратите во иднина. Ако сакат да Секаде, студират да. уметност, дизајн да студират, нели, Да. се зависи секој дете со своји Така. афинитети си има. Ние имаме исто така многу ученици кои што потоа како стилисти продолжиле, значи дали фризури прават, шминка и слично, значи во тој поглед стилисти, на графички дизајн се запишуваат, значи буквално од уметноста се што има допир со дизајнот, внатрешен дизајн, значи имаме многу од нашите ученици кои што ги завршуваат и тие факултети. Така, една креативна Имаме- струка која што нуди многу можности Да, многу за можности. понатамошен Исто- развој и надградба на учениците. Еден период на замена имавме колешка која што ученичка ни беше, па после заврши технолошки, мислам дека со дизајн комбинација некоја, па ни стана и колешка еден период. Така да имаат многу можности. Кога станува збор за размената на ученици, спомнавте дека неодамна имало посета, Еразмус посета во Португалија. Колку всушност уметноста и рачната работа е застапена? Какви се искуствата што ги донесоа колегите од оваа медитеранска земја? Па Португалија беа доста фасцинирани и колешката која што беше исто така и децата нормално, за нив беше ново искуство, за најголем дел од нив. Беа баш буквално проектот беше посветен на рачната работа. Ги учеше жена која што тоа го работи. Сега тоа е жена која што кај која што пристигаат модели буквално од цел свет, од различни дизајнерски куќи познати и кога има потреба од везење или слично нешто, значи тие детали ги изработува таа. Така да тие се глобални Глобални текови и можеби отворање на видици на децата дека можат да работат и да бидат овде и да работат за одредени модни куќи или дизајнерски куќи надвор од земјава. Имаме ученици кои што се школуваат уште, а си се активни на Инстаграм, пример, сликаат, цртаат, прават портрети и заработуваат, па верувам дека повеќе од нашата блаба што е. Тоа е навистина интересно и верувам дека ќе им биде интересно и како податок на учениците што се може да најдат примена на своето знаење кое што би го стекнале во ова училиште. Гледате ли вие перспектива за развој, не знам, на понатаму на нови подструки во вашето училиште? Сте размислувале ли што би било како потреба на нашиот пазар? Интересна тема, не сме размислувале на оваа тема, меѓутоа да, мислам дека има перспективи, има доста. Има ли заинтересирани компании кои што бараат постојано, да речеме, дали готов кадар кој што завршува или пак дечиња кои што треба да доаѓаат на пракса, мислам средношколци? Каков е интересот на локалната бизнис заедница за вашите ученици? Има интерес од фирмите и нашите ученици изучуваат предмет учење кај работодавач. Така. Таму одат еден ден по 6 часа и имаат добра соработка со фирмите, значи самата фирма им објаснува, им покажува како се работи тој процес, каков е тој процес на изработка на облеката од почетокот на кроењето до доработката, до готовиот производ. Така. Доаѓа ли како на дополнување на она што го правите, затоа што вие имате сериозна практична работа и во самото училиште, меѓутоа кога одат кај работодавец, најверојатно и атмосферата на работа ја почувствуваат и таа колку е поразлично од она што е училишната атмосфера? Поразлична, дефинитивно е многу поразлична. Меѓутоа е убаво да се стварат тие работни навики уште од мали да ги имаат, за да можат кога ќе решат нешто да работат, да знаат како тоа изгледа. Ви благодарам многу за разговорот. Верувам дека кај
нашите млади гледачи, запаливме некоја жарче на љубопитност и ќе дојдат во најмала рака да се распрашуваат и се разбира да го најдат интересот за понатамошно образование во некој од вашите образовни профили, образовните струки во училиштето што постојат. Јас ви благодарам и се надевам дека ќе имаме наскоро можност повторно да зборуваме во најмала рака да ги представиме новите училишни униформи за првоодделенците во општина Струмица. Ви благодариме на поканата. Задоволството ми беше наше. Така. А вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете понатаму со останатите содржини на телевизија ВИС.